Турската полиција го уапси градоначалникот на Истанбул поради сомнение за корупција. Ова е најновата вест која што пристигнува од Светот. Андоновиќ е веќе овде во студиото. Да, практично почнеме со таа вест и покрај тоа што имаме настан број 1 од ноќеска, односно вчерашната и официјална разговор на Трамп и Путин, да кажеме дека поради корупција Реджеп Тајип Ердоган или актуелната турска власт го уапси градоначалникот на Истанбул Екрем градоначалникот на Истанбул како негов најголем ривал под образложение дека е за корупција, не само него, туку и неговите соработници. Познато е дека Имамоглу е човекот кој е најсериозен кандидат за да го урне од власт повеќе од 20 години на власта Ердоган, да го урне, него му е најголем политички ривал, па тука сега се гледа некаква спојка дека можеби Имамоглу е уапсен поради тоа, а не поради некаква корупција. Имамоглу требаше во недела да биде избран и официјално од неговата матична партија како кандидат за претседателските избори кои треба во Турција да се одржат и можеби е најголем ривал на Ердоган и Ердоган страва од него бидејќи на последните избори и покрај неговата победа на неговата партија, зборуваме за Ердоган, низ цела Турција, ги загуби клучните големи градови Анкара, Истанбул, Измир, токму од Имамоглу, а Имамоглу стана градоначалник на Истанбул, така да ќе видиме како ќе се движат тие работи. Знаеме Турција како се справува со корупција и со оние кои се обвинети по разноразни причини за криминал. Сега дали ќе се докаже, ќе се види, но има и малце политички призвук, бидејќи токму овој човек што го гледаме тука се смета за најголем политички ривал на Ердоган за претседателските избори. И тука ќе запреме бидејќи понатаму и немаме некои детали, ја имаме само веста дека Екрем Имамоглу е приведен или уапсен поради основа на сомнение за корупција. Оно што е важно и што сака да го слушна јавноста е телефонскиот разговор помеѓу Путин и Доналд Трамп кој што се случи вчера. За ова украинскиот претседател ќе рече дека е скептичен. Па скептичен е и Трамп. Зошто? Тие вчера и официјално е објавено дека разговарале 2,5 часа преку телефон. Значи прв нивен разговор официјален, што зборувале неофицијално, не можеме да знаеме. Јас и натаму тврдам дека тие си имаат слушнат уште 100 пати, но ова беше токму она како централен настан. Се слушнаа, се договараа за 30-дневно примирие, она што Трамп успеа да го принуди Зеленски да се согласи, сега требаше да го принуди и Путин. Сега Путин му објаснувал кои се условите на Русија, тоа е што можеме да го дознаеме. Веќе ги знаеме кои се условите на Русија од прилика и ќе ги повторам дека треба сите 5 области да бидат признаени како руска територија, вклучувајќи го и Крим, што е нешто проблематично бидејќи вчера имаше последна информација дека Трамп се согласил да го признае Крим, но ќе кажам сето тоа е неофицијално. Она што е официјално и што го знаеме е дека по 2,5-часовниот разговор Путин се согласил да прекинат нападите врз енергетската инфраструктура во Украина и на 23 март во Джеда, ми се чини, во Саудиска Арабија во секој случај, да има нова средба меѓу руски и американски представници, каде што би ги прецизирале позициите за тоа фамозно 30-дневно примирие помеѓу руската и украинската армија, а врз основа на насоките кои ќе ги добијат американската и руската преговарачки тим од претседателите кои вчера зборуваа. Сега јасно е, повеќе од јасно е дека Путин не сака 30-дневно примирие, бидејќи смета дека тие 30 дена ќе дојдат во полза на украинската армија да се прегрупира, одмори и некои нови оружја кои ги добива од Западот да ги постави и да ги позиционира. Има цврсти линии што ги бара од Трамп, а Трамп веројатно ќе мора да ги исполни, ќе видиме до кај ќе оди, тоа ќе го видиме на 23 март. До тогаш и самиот Трамп рече дека Русија сака примирие, но дека тоа е само почетен разговор, каде што се согласува дека треба да дое до војната. Значи, официјално се согласиле, неофицијално ништо ново не се договориле, бидејќи Русија 3 години вели дека сака да има мир, но бара да и се исполнат
тие услови, црвени линии или максималистичките барања на Путин, а тоа веќе го знаеме и познато е 21,2% од украинска територија. Не ќе со Зеленски да преговара, бидејќи Зеленски според Москва не е легитимен представник на Украина, и видовме дека и самиот Трамп тоа сака да го направи и го принудува Зеленски да оди на избори, конечно да дојде нов председател кој ќе може да седне на преговарачка маса со Путин, бидејќи Зеленски не може да седне на преговарачка маса со Путин. Многу зборови овие 3 години лоши се кажа, за да можат сега да се прават луди да седнат на преговарачка маса. Ова вака човечка една димензија сакам да дадам. Од друга страна, Трамповата мировна иницијатива е убава, но јас и вчера тоа го искоментирав и денеска ќе го искоментирам. Тој направи мировна иницијатива и во Газа. Па вчера бевме сведоци на 320 загинати, зашто и нема некој коментар денеска не гледам, освен дека Белата куќа вчера соопшти дека нападите на Нетањаху, дека Соединетите Американски држави и администрацијата на Трамп знаеле дека Нетањаху ќе нападне и дека биле известени, и тука завршува целиот разговор. Не видов некаква изјава на Трамп околу тоа да каже дали е прекршено примирието во Газа или не. Тој прави сега ново примирие, Украина, Русија, таму е фокусиран. И ќе видиме дали тоа таму ќе заживее и како ќе заживее, бидејќи војневе некако се продолжија, се пролонгира. Трамп се обидува да ги барем официјално да ги запре војните, но за да се запре војната треба двете страни завојувани да се согласат. А мене ми делува дека ни Киев ни Москва не успеваат да се договорат, бидејќи Зеленски не е задоволен од целава приказна и верувам дека до последно ќе се обидува да се избори за нешто што Трамп нема да му дозволи. Од друга страна, Путин покажа дека може бесконечно да војува и повторно се вадат оние шпекулации кои ги пренесувавме во медиумите во Слободен печат многу често, дека идејата е да војната запре 2026 поради многу причини, и се ми се чини дека се купува само мир, време таа војна да продолжи. Тоа така личи сега. Се надевам дека ќе бидам демантиран, дека на 23 март двете преговарачки страни ќе успеат да договорат барем прекин на огнот. Сега, нападот на инфраструктурата наредните 30 дена треба да биде запрен. Путин наводно издал наредба на руската армија да прекине со ракетни напади, но исто така од утрина во Украина е повторно цел на ракетни напади токму на таа инфраструктура, и многу се јавува, барем западните медиуми јавуваат сега. Не можеме да видиме што јавуваат другите, бидејќи сме невозможени, дека наводно неколку градови се без електрична енергија, дека се оштетени болници, значи сето она што од првиот ден се беше како новинарски извештај за тоа што се случува на теренот. Од друга страна ќе спомнам за крај само дека Трамп разговарал со Путин и околу судбината на околу 2.500-3.000 украински војници кои се на руска територија, кои се буквално потиснати, заобиколени, и не се знае која е нивната судбина. Знам само дека е договорено денеска да има размена на заробеници помеѓу руската и заробеници, воени заробеници, заробени војници кои во војните не затвореници се нешто друго. Значи војници кои во војната, во битките се обколени па уапсени од страна на спротивната воена формација. Денеска ќе има размена на тие заробеници воени, но таа вест не ја гледам голема, бидејќи Украина и Русија изминативе 3 години многу често разменуваа заробеници воени, бидејќи на крајот на денот тие заробеници обично се луѓе кои се онакви регрути, кои се регрутирани, не знаеле кај отишле, па и немаат некоја тежина на војни злосторства на фронтот. Останува да видиме, повторно ќе кажем, до 23 март што ќе се случува, дали ќе продолжи, како ќе продолжи, со колкав интензитет ќе продолжи, но ми се чини дека Трамп, како и у случајот со Газа и со Украина, некако прави форма без суштина. Да, ние се договоривме, све тоа убаво, меѓутоа на теренот можат да одат овие телефонски јавувања, средби да одат до недоглед, и идејата, очигледно дека треба некој да попушти во целава. Идејата цела е сега да се најдат овие тимови, нешто да се договорат и веројатно после да се сретнат Трамп и Путин, тие нешто во 4 очи се договорат, па значи, повторно ќе кажам, се повеќе ми се обистинуваат шпекулациите што ги читавме и ги пишувавме, дека Путин
Проценката е дека ќе заврши војната 2026. Ќе подсетам, сега сме март 2025. Значи уште најмалку година дена по овие извештаи произлегува дека ќе има воени дејства. Бидејќи знаеш и да се договорат за мир, подоцна доека тоа се имплементира на теренот, па после е кршлив мирот, па мали инциденти. Војната кога дента ќе се договорат дека е запрена, трае уште најмалку 6 месеци. Гледавте уште една меѓународна анализа на Слободен печат. Со ова ја заокружуваме утринската програма за денеска. Читете, информирајте се преку Слободен печат.